Од два коалицијата за чист воздух од владата бара итно вклучување на справување со загадувањето во буџетот за 2019 година или оставка. Во нивното соопштение тие наведуваат дека подитно бараат владата да го измени буџетот за 2019 година. Во владината програма Унапредување на животната средина да се внесе посебна подпрограма Справување со аерозагадувањето и најголем дел од средствата од собраните даноци поврзани со животната средина да се наменат за најгорливото прашање аерозагадувањето. За една година во најзагадените градови воздухот може да се доведе во граници на дозволено годишно ниво. Во спротивно, бараа да се поднесат оставка и да остават простор најгорливиот проблем на граѓаните, заштитата на нивниот живот и здравје, да го остават на некој друг, кој искрено ќе се грижи за тоа. Најавата дека пари за оваа намена се проектирани, знаеме дека се проектирани, но овој пат не прифаќаме минимални средства, особено не кога над 150 милиони годишно се собираат како даноци поврзани со животната средина, и не со овој степен на загаденост која вдишуваме секоја минута. Овој пат бараме она што следува, наменски. Сакаме конечно справување со загадувањето, како што беше ветено, наведуваат од два коалицијата и ја потсетуваат власта да го реализира тоа што го ветила во предизборната кампања. После година и пол од формирање, 2 години од изборите, оваа влада комплетно потврли и не го спроведе она што го вети во областа на животната средина, соопштуваат од иницијативата О2. Како итни реформски приоритети во првите 6 месеци, требаше да се воспостави фонд за животна средина, во кој директно ќе се слеваат средствата добиени од такси за животна средина. Секој таков денар требаше да се намени исклучиво за проекти за подобрување на квалитетот на животната средина. Не само што не се оствари ова, ниту после година и пол, туку со минато неделниот ребаланс на буџетот за 2018 година се скратија над 2 милиони евра за заштита на животната средина.